Еве, ова е мојата куќа. Долниот кат не го користиме. На времето баба ми покојна тука живееше. Ние ја викавме старицата. Откако почина го затворивме тој кат. Имам две сестри. Која прва ќе се омажи, таа ќе го добие тоа место. Таков е обичајот во селото. Се дава куќа на женските деца. Нели ќе донеса домазет? Ај, господин Решат, раскажувате во детали како документарна емисија. Преминете на главното. Главното? Главното. Аха, да, главното. Ова е мојот балкон. И јас од оваа птичја перспектива го гледам целото село. Мојата куќа е на највисокото место во селото. Ова е мојата кола. А каде е? 4x4. Каде е? Каде ми е чип од мене? Да не сте ја паркирале на друго место? Требаше да е таму. Можно ли е такво нешто? Секогаш таму стои. Можно ли овие да ја грабнале ненормални? Да, вели надвор од мрежното подрачје. Да и се јавам на збунетата. Дадо, зошто дојдовме овде, а? Покојната старица воопшто не сакаше вода. Се бањаше еднаш на 3 месеци. Не се плаши. Нема да дојде овде. И таа е надвор од мрежата. Да не ја зеле девојките? Можно ли е такво нешто? Едната од нив со десното око гледа во левото огледало, а со левото во десното огледало, а другата сигурно има заборавено што е волан. Каде е автомобилот? Бог да чува. Ене ги. А, еве ги, бога ми доаѓаат. Господе Боже, автоматски пилот ли вози колава, бе, што? Нема возач. Девојки, како што се договоривме, добра? Никој нема да каже. Ако кажете Ферит ја грабна Дада, почнувајќи од тато, сите ќе го напаѓаат Ферит. Дали ме разбирате? Добро, ма Дадо. Благодарам. Нема на што. Реков човечноста да остане кај мене. Ми се сама вози колава, Господе Боже, не ми се верува. Полека. Со помене каве. Ти ли возеше, бе, а? Се разбира, а ти што мислеше? Наѓун, дај Боже да нема никаков проблем, добро си? Добра сум, Исмаел. Душа моја. Нека ви е со помин. Илгјун, како си? Добро сум, Исмаил. Добро. И Гилѓун е добро. Значи, сите сте добро, така? Добро сме, Исмаил. Супер. Абе, Исмаил четврти. Ајде, прашај ти ова, да ти олесни. Нема да ја прашам, братче. Немам јас врска со нив. Јас сум сингл за тоа. Не сам. Кажете ни како се случи ова? Ете судбина. Се појави едно мало куче пред нас. Го сврте воланот и ете, ова е резултатот. Сваќам. Нека е со помин. Уште еднаш ходите на прошетка, викнете ни нас. Мора да има некој до вас. Што е, бе, лавче мала? Ти да не си водич овде, зашто ни се силиш вака, а? Не. Така, што правите, ајде? Смирете се, човекот од човечност го кажа тоа, без нервози. Добро, ајде. Донесете јажа и да го тргнеме ово од овде веќе. Исот, ајде да оближија колата до караванот, за да може да ги врземе двете возила, знаеш. Илгјун, ќе ми помогнеш малку? Дојди. Чекај малку. Уште не ти помина? Помина. Во рете, благодарам. Само малку ми се врти. Илгјун, што се случува? А што да се случува, Исмаил? Што зна момчето те прегрна? Не ме прегрна, му се вртеше и мене ми подаде рака. Човекот главата си ја удри при И несреќа. што ако? Помини навака. Ти помини. Нека е солесно. Нека е солесно.
Заарно ли е решат? Не, зарно, господја Мухтар, джипот ми го нема. Како беа нема? Што знам, изгледа некој се игра со мене. Реков да направам една најава. Добро. Ама прво, стави 5 лири во кутијата. Помини. Сврти кон тебе. Ха. Пуштам. Внимание, внимание! Јас сум Решат ага. Мојот джип 4x4 ми го немам пред брата. Јас ја купив од салон во готово за важни настани. Сега ми затреба. Сакам да ја користам, ама ја нема. Кој да ја земал, веднаш нека ја врати на место. Не се шегувам воопшто. Ви благодарам. Завршили? Благодарам. Ај, барем пеш да одиме до тој водопад. Моите внуци долго време се сами со тие девојки. Слушај ваму, жено. Нашите девојки не јадат тука мажи. Не им верувај на овие. Жените од ова село ги јадат мажите, да знаеш. Решат. Ај, оди прошетај, кај ќе прошеташ после да дојди? Не очекувај друго нешто од мене? Ме разбрали? Немој главата да ти ја скинам. Добро, ајде Да не одиме. губиме време. Со лесно нека ти е. Ферит, ти ќе можеш ли да го возиш караванот? Можам, бато, добро ми е. Ајде влези тогаш. Еј, само малку. Што е бе? Зошто се качуваш? Кога јас сум тука, синко, никој не смее да седне зад воланот. Значи, ако сум јас тука, јас ќе седнам зад воланот. А, зошто? Слушај бе, синко, не зборувај без врска. Знаеш ли кој сум јас, бе? Кој да си бе, пријателе? Ти ќе го возиш нашето возило? Пуси, ајде качувај се. А висот? Слушај, јунаку, ти викам јунак, значи уште те сакам. Ова не е нормално возило, а влечење караван е сосема нешто друго. Има менувач, има брзини. Жими се веруе, може да те лансира и да летнеш во вода, братче. Ќе те вовлече оваа момиска плажа, ќе те голтне. Немој, братче. Джими Бога, точно кажа бато, тоа е мајсторска работа. Ете, кој е мајстор? Девојките ли се мајстор? Јас ли сум мајстор? Да си ми жив, Исот. Бегај бе, јас ке го возам. Јас. Абе, синко, слушај, последен пат те предупредувам, немој. Добро бе, сватив. Знај ли овој, бе? Знај бе, одам на вози. Тргнете се. Еј, удри бе, еј. Што направи, еј? Ага, што направи, бе? Ја упропасти колата. Глупаво, дете, жими се без мозоке. Што направи, бе, братче? Еј, од нервоза цел се возбудив, место напред отидов назад. Браво, брат Исмаил. Добро направи, одлично направи. Еве ја изгреба. Ага, имаш ли идеја што ќе му кажеме на Решат, бе? Зошто? Идвин сестро, ние без дозвола на Решат ја земавме колата. Мислам, ќе му кажевме, ама не беше дома. Потоа кога се јави Наџун и кога реши имаме сообраќајка, ја земавме на брзина без да го известиме. Ме разбираш, нели? Моравме така да направиме? Да, така беше. Девојки, може ли вие да не му кажувате на Решат дека ние сме ја земале колата? Да не му кажувате, може? Нема да му кажеме, нема. Ви благодариме. Што е ова, бе? Само си разговарате, бе. Момци, вината ја префрлувате еден на друг. Абе, синко, што ќе биде со караванот? Да, отиде караванот. Што ќе биде со нашата штета, бе? Тоа не го разбирам. Добро, бато, добро. Осигурувањето ќе плати. Не грижи се. Абе, слушај, Фери, сега навистина почнуваш да ме нервираш тука пред луѓево. Како ќе средиш, бе? Знаеш ли колку е осигурувањето? Особено за ова, знаеш ли колку е скапо осигурувањето на ова, бе? Јас ќе средам во ред. Нормално, татко ти е богат, затоа ми се смееш мене. Ајде бе да се обидем уште еднаш. Ајде, Ферит, ајде ти помогни. Тргнете се таму, девојки. Ајде, девојки, ајде на страна. Синко, тргни се, ајде. Добро бе. Абе, ќе се криле прашина, тргнете. Ајде. Која глуперда, не ми се верува. Тргнете се, бе, девојки, тргнете се. Ајде се лесно. Тргнете ги, девојки, до таму на 3, јасно ли е? Ајде, побрзо, малку побрзо, газ. Дозволено е само 50 км на час. Готово е, нема да стигнеме во катастар. Барем да одиме на нота, реј, за 5 минути ќе ти дадам полномошно и ти ќе ми дадеш 1 милион мена. За тоа ќе се вратам во Истанбул, а ти понеделник со тој документ, мислам, со полномошното се ќе преврлиш на твое име.
Ке го направам тоа, ама не може 1 милион, ќе ти дадам 250.000. Однапред ли? Цел износ. Како? Што, како не? Решат ми кажа дека си ги дал за 250.000. Лага. Не е лага. Човекот сам ми кажа, за него 250.000, а за мене 1 милион. Ме виде дека сум мек човек и мислиш дека сум глупав. Нема такво нешто. Како нема бе, решат да не лаже. Јас веќе не знам кој лаже, а кој не. Сега ти сакаш да кажеш дека јас лажам, нели? Па ти ме тераш да кажам такво нешто. Господине Муезин, ајде сега кажи ни, кој е во право? Не, сега вака значи се работи за трето лице што не е присутно овде. Треба да го сослушаме, инаку ќе влеземе во грев. Арно вели човекот. Ајде, додиме да го најдеме и да го прашаме, да видиме кој е во право. Вистината нека излезе на виделина, инаку нема купо продажба. Така да знаеш. Точно велиш. А со моето одење во Мармарис што Зошто е? не ти Мармарис? Не се друг пат, така да, Господ ќе одам. Ој, Господе Боже. Уф. Ајде, девојки, 1, 2, 3, ајде, скокај! Видине, бе, видине. Се посрамотивме пред овие. Зошто бе? Како зошто бе? Тие за воланот, а ние туркаме. А девојките скокаат како зајци, она му види. Абе, замолчете бе, браќа, не зборувајте, издржете малку. Ајде, ќе излезе уште малку, ајде! Добре бе, излезе. Излезе. Готово е, терај само напред. Ајде да одиме, дадо. Јас мрзнав. И стравот ми помина. И мене стравот ми помина. Ајде. Боже! Еве, ова е нашиот познат водопад. Ги магепсува сите што ќе го видат. Да, многу е убав. Ама децата ги нема. Да, децата ги нема. И онака вас не ве магепса. Ај, паметот ми е кај децата, господине Решат. Загрижена сум за нив. На вистина, водопадот е долг. Може би се горе. Повелете да одиме нагоре ако сакате. Може. Ајде ве молам да одиме нагоре. Повелете. Врати се! Брзо врати се, бато доаѓа. Трчај! Брзо! А полека, господ Гелмац, внимавајте да не се лиснете, Добро, ви благодарам. Повелете. Овој водопад е познат како место за средба на влюбените. Поради тоа го викаат љубовен водопад. Многу интересно. Добре што нашите деца не се овде. Господ Гелмац, да не се плашите нешто да не им се случи на вашите внуци. Се шегував кај Мухтарот. Не е само тоа. Јас особено сум поврзана со постариот внук Коптагел. Загрижена сум за него, затоа. Зошто постарото момче? Тој ми е првиот внук, затоа. Да решате во кафјаната. Да не му се јавуваме, ќе го фатиме таму. Ајде. Дај газ, еди. Не можам, дозволено е до 50. Абе, дај газ, јас ќе платам газата. Дај газ, вози. Може ли да одиме малку погоре? Може, повелете. Поред. А и мојот нема мрежа, а вашиот има. Колку убаво. Мојата тарифа има мрежа насекаде. Никогаш не сум сакал телефон кој нема мрежа. Муезин ми напишал порака. Сега не можам да зборувам, дојдени фикри тебе те бараат, се враќаат во селото, во неволја си брзо дојди во џамијата, веднаш ќе ти раскажам што се случува.
Што е? Одам до џамијата да се вратиме во селото. Ама јас морам да ги најдам. Ама јас морам да одам. Во ред, вие одете, јас ке го најдам патот. Може ли така? Може секако. Не се враќам без да ги најдам внуците. Тие се возрастни мажи, оставете ги да се вратиме ние. И тој џамијата не чека. Нека не чека, повелете одете, господин Решат. Добро, добро. А и зошто да се изгубам? Ние во Истанбул не се губиме. Тука ли ќе се изгубиме? Повелете одете. Добро, тогаш се гледаме. Во ред, ајде се гледаме. Господе Боже, колку чудно село било ова. Луѓето со телефон ги викаат на молитва. Ај, може би така ги викаат тие што се далеко и не го слушаат езанот. Не знам. Не и се. И јас да си го најдам коптагел. Што толку му се умилкуваше на тој човек, бе? Абе, пријателе, ти изгледа ништо не разбираш. Што сакаш ти од човекот? Што му фали на него? Што ти направи тој? Кажи што ти направи. Јас од него не сакам ништо. Ферит ме мачи, а тој брат му доаѓа ми стој преднос. А ти пак глумиш пред тој човек, бе, ај Господе Боже, Боже. Добро бе, не се карајте сега. Зошто се провоцирате меѓу себе, не разбирам. Знаеш зашто се караме? Бидејќи тие се со девојките, а ние четворицата и Смиловци седиме како смотани во колата на тој глупав. Ете, затоа се караме. А зошто толку се нервираш, бе, брат? Татковците отишле на купо-продажба. Ако не вечер, утре сигурно ќе си одат, така ли е? Ајде, опушти се, бе, брат, опушти се малку. Не можам да бидам толку опуштен колку тебе. Извини. Ќе те научам, ќе бидеш, ќе те научам. Абе, браќа, само губите време. Да одиме што побрзо да ја вратиме колата без да не види некој. Ајде, инаку мене ќе ме обвинат за ова после, а јас сакам да ја запросам сестрата на тој човек. Не само тоа, туку ја удривме, бе. Ерол, леле, легни. Никакве со Ерол. Девојки. Леле. Давај газ, братче, и да си одиме, ајде. Бог да чува. На вистина автомобилов оди сам. Господ е севишен. А како ќе слезам сега? Ајде, сега кажувајте каде одиме. Ајде, кажувајте место, може ли? Не, да одиме дома. Ајде, сега без глупирање, онака утре си одиме. Ајде, да одиме некаде. Ајде, ве молам. Да одиме на водопадот? Може да одиме на водопадот, може. Тоа е добра идеја. Не. Доста е за денес. Ајде, да си одиме дома. Тогаш да гласаме. Кој е за водопад? Илгјун изгуби. Одиме на водопад. Тогаш треба да се вратиме назад. Не, нема потреба. Ќе одиме од долниот пат. Јонака после ќе пешачиме надоле. Коптагел, малку подоле има еден пат. Таму сврти налево. Добро, ќе свртам таму. Ајде да видиме. Благодарам, Мато Дозѓон. Не е важно. Добар ти ден имам, ефенди. Добар ден. Никој ли нема? Не, Мухтарот е во канцеларија. Мухтарот сигурно знае кај е Решат. Ајде да прашаме таму некој. Солесто нека е. Добар ден. Господја Емине, го бараме господин Решат и рековме да те прашаме дали го виде. Да, го видов. Каде е Решат, каде е? Решат и таа твојата црвенокоса балдъска отидоа на водопадот на прошетка малку. Ајде бе. Ајде одиме. Да се жива. И ти да си ми жив. Амори, овој Фикри вол дојде и вол ќе си оди од овој свет. Зошто не се поздрави, бе, а? Точно велиш.
Ама Дуждјун не поздрави. Тоа е друг, тоа е друг. Ај му реков така на господин Решат, ама ми се чини дека шумата станува се погуста. Кој е таму? Ај, барем да не ми се случи нешто лошо. Додека да го најдам коптагел. Ај, што е ова? Ај, камен било добро, леле, што бара каменот овде? Ај, овие звуци. Да не ми падне нешто врз глава. Ај, како да сум во Амазон. Ај, што е ова? Како да скока нешто? Како да скока нешто? Сега, оп. Како да слушнав нешто? Дај Боже да нема крокодили овде. Ај. Ова е малку тешко. Ке скокнам сега. 1, 2, 3. Коптагел! Јас паднав. Ќе се убиев. Местото е многу убаво. За малку немаше да го видиме поради тебе. Да ви кажам, јас многу водопади сум видел на овој свет, ама прв пат гледам толку убав водопад, да бидам искрен. Да, убав е нашиот водопад. Епен. Тоа дрво е бор, нели? Кој е? Дојди. Дојди, ќе ти покажам. Она ли? Каков бор бе, братче? Палма е ова. Дапе ова бе, дапе, ало. Кој е дрво? Види ова. Какво дрво дабово, да си легнам, да си дремнам. Дап. Тврдам дека е дап ова, Бато Коптагел, Ферит. Што е, Душо? Ти остани овде, јас ќе видам. Ти остани. Тето? Еј, Елмас, што бараш ти овде, а? Вас ве барам. Не се јавувате на телефон. Епа, телефоните се надвор од мрежно покривање, значи нема сигнал. Добра ли си, тето? Да не падна во реката? Што направи? Да, и нозете и се мокри, види. А и не, Душо, зашто да паднам во реката? Нозете ме болеа од трчање по вас и малку ги измив. Во караванот има чевли. Ете, јас заборавив, ама бато нека те однесе, смени ги. Смени ги чевлите. Ке ме однесеш ли до караванот, Коптагел, тетино? Така треба. Инаку може да имаш гасови од мокрите нозе, така ли? Хајде, како иде, дојди со мене. Караванот е тука. Хајде, полека. Ај! Полека, тето. Тргни ногата, бе, море, мајмун. Име малку почит кон тетка ти. Господе Боже. Ке ми дозволиш малку, Душа? Тргни ги нозете, Ферит. Внимавајте. Добро што дојде, Душо моја. Зошто, што се случи? Молчи, ќе ти раскажам, абе пукнав од досада. Да бе, селска работа, оди. Да, додиме надолу на Фери да му го покажеме љубовниот водопад? Да, не оди без да го осети тој мирис. Така е, да го осети мирисот на љубовниот водопад. Што има во тој мирис?
Нели таму има водопад? Се вели дека водата која тече е љубовна вода. Кога водата тече од горе па надоле се создаваат балончиња од водата и тие се мешаат со воздухот. Кога ќе го видиш тој воздух, љубовта ти влегува во вените. Колку е убаво местово. На чинерот жените мислат дека се подмладуваат, а на водопадот дека вдишуваат љубов. Ние сме си такви, Ферит. Сакаме да веруваме. Човек верува во нешто во кое има надеж. Убав збор. Ако ти се допаѓа, напиши го на Твитер. Не е за на социјални мрежи. Човек ова го пишува само со своето срце. Дури, Ајде да одиме на љубовниот. Многу ме интересира што ќе ми раскажеш. Буквално ме остави во центарот на селото и отиде со девојките. Дојди. Застани, што правиш? Ке не види некој. Кој ќе не видиме на планина, сме тука цел ден копнеам по тебе. Срцето ми изгоре за тебе, не можам да дишам без тебе. Како да сум во Зандана. Абе, Елмаз, дај малку да те гушнам. Не можам, ќе умрам без тебе, верувај ми. Не ми глумиш, нели, Коптагел? Јас мислев дека отиде по таа девојка. Абе, Елмаз, види сега, немој да ме нервираш сега, ма. Молчи, не Абе, викај. ти ми изгорема, види во каква состојба сум. Елмаз, подобро да ме фрлите во Зандана отколку еден миг да останам без тебе. Абе, полите ме со бензин и да ме запалите. Секоја од овие девојки е малку чудна. Абе, што барам јас од тие девојки, ма, Елмаз? Ти дали се слушаш што зборуваш, ма? Ама Ферит отиде. Ферит и се предаде на големата девојка, а не Коптагел. Коптагел овде. Овде е Коптагел. Коптагел, целиот тебе ти припаѓа, ама ти пак ми префрлуваш нешто, така? И што треба уште да направам? Ама слушај ме, сега ќе ти кажам едно нешто. Овој човек пред тебе. Значи јас те сакам повеќе дури од мојот минибус. Ме разбрали, ма, Елмаз? Ти навистина ме сакаш повеќе од минибусот, Коптагел? Да, Елмаз. А јас не можам да ти одолеам, го знаеш тоа? Ти си моето мало црвче. Абе, ке те изедам јас тебе. Елмаз моја, дојди вам. Каде? Влези во караванот. Вратот ке ми го скршиш. Ај, отвори. Влегувај. Ај. Да не остануваме долго. Да одиме побрзо дома за да сготвам нешто за вечера. Мажите се враќаат гладни од градот. Ајде. Никој нема. Изгледа и Бато отиде. Ајде да видиме. И јас велам да излеземе. Веќе неколку часа седиме овде клекнати. И водата само си тече. Ме тера да вршам мала нужда. Љубовниот водопад ќе стане мала нужда. Кој беа тие, не ги препознав? Илгюн и брат му на Џунеид. Каде се девојките? Останаа малку поназад. Зошто? Ѓуѓун! Назѓун! Сонѓун, каде сте? Дада ќе се налути. Тоа не се знае. Може би и таа ќе се израдува за ова. Бога ми, јас имам голема надеж во ова дете. Каде се овие? Чекај. Застани во ред. Сега ќе дојдат. Ама ти се навикна да ме држиш за рака? Точно. Се навикнав и не можам да ја оставам. Поради тоа сакам да зборувам со тебе. Што ќе разговарам јас насамо со тебе? Слушајте, молам, дозволи ми. Тргнав по тебе и дојдов дури овде. По мене дојде. Да? Ти мислиш дека јас дојдов да ги продадам нивите? Јас дојдов за тебе. Кога дознав дека девојката што ја видов во Истанбул е керка на Чичко Дузгин, реков ова е чудо. Леле, рече Истанбул. Каков Истанбул, ма? Мучи, глупава една. Замисли, гледаш,
фотографија на интернет и паметот ти одлетува од глава, потоа судбината не соединува. Ако ова не е чудо, што е? Можно е, да. Можно е. Само толку. Ама така е, јас изедов тава во глава. Ти сосема погрешно ме разбра. Јас не сум таков човек. А каков човек си? Значи сега, јас веќе мислам на тебе, дури и те сонував синоќа. Што правеше во сонот со мене? Ете токму вака беше, во сон ти реков, јас тебе ти избрав не за да ја споделам мојата осаменост, туку за да ја избриша мојата грешка. Знаеш што ми рече ти? Не знам. Добро, сега, ако ти кажам дека те избрав за да ја споделам мојата грешка, што ќе ми кажеш? Јас тебе ти избрав не за да ја споделам мојата осаменост, туку да ја споделам мојата грешка. Значи без тебе сум полн со грешки. Со тебе сакам нив да ги избришам. Дали сум губа за бришење јас? Не ми се верува. Истиот одговор. Колку добро сум те запознал, нели? Значи ти до сега си имал живот полн со грешки, така ли? Сите пред тебе биле грешка. Телефон. Што е тоа? Јави се, зошто не се јавуваш? Еве, се јавува едната грешка. Како и да е да те оставам насамо со твојата грешка? Чекај да поминам. Леле, пак ми затвори? Види, и самата кажа, таа ми беше грешка. Никогаш не си направила грешка? Направив. Ти поверува в тебе и дојде во Истанбул. Тоа ми е единствената грешка. Што ќе правам со девојкава? Ај, леле, девојки. Да се заљубува. Да, отидоа, ајде да излеземе веќе, а? Да излеземе, а? Ајде. Илка Ѓун доаѓа. Пак ли, ма? Да. Види, ќе ти покажам дека не е грешка. Како ќе ми докажеш? Утре одеш во Истанбул. Пак ќе дојдам, после ти ќе дојдеш. Каде? Во Истанбул, верувај ми, еден ден ќе те земам и ќе заминеме. И ти верувај во ова. Јас не излегувам од селово и никаде не одам никогаш. Ќе дојдеш. Бидејќи ќе те убедам во тоа. Добре, Душо. Ајде убедиме да видиме. Ете, повторно ти звони некоја грешка. Сигурно се јавува повторно. Звони. Нека звони долго, ајде. Чекај, што правиш? Ке падневме. Нема, не грижи се. Јави се на телефонот, ме нервира. Што е бе, ова не се јавува, аман веќе? Ти прекина пака? А не прекина. Звони. Што ќе биде со телефонот? Не ми е гајле. Опе, престана да звони. Изгледа грешката се откажа од тебе. Остави ја грешката. Кажи ми ти до кога ќе ми бегаш вака? Додека ти не се откажеш. Добро, но јас нема да се откажам од тебе. Ќе те земам и ќе заминеме. Решат! Решат!
Тато? Решат! Татко ми! Тато доаѓа. Бегете, бегете. Ајде, бегете. Што правиш ти? Оди пред да дојдат, оди. Каде да одам? Оди. Што ќе правам сега? Јас ќе млечам и вие млечете, добро. Решат! Решат, јави се! Решат! Абе, кај е овој? Ај, Господе Боже, Решат! Тато? Што правиш ти овде, бе? Ништо. Ја гледам природата. Излеговме на прошетка. И? А вие што правите? Го бараме тој шлакнатиот Решат, поради него не успеавме да одиме во катастар. Нечестникот лажел и двајцата не изигра. Бил тука некаде, дали го видите? Решате со тета. Јави се, таа знае. Како да се јавам кога не е достапна? Пробај на брат ми. Кој брат? Коптагел, да, Коптагел. Елмас моја, ти си мојот диамант, ти си ми се. Нешто се тресе. Се тресеш ти од убави зборови, гледам јас. Навистина имало сигнал. А да не е телефонот, тоа нели беше дека нема сигнал? Иш, баџанакот се јавува. Молам, баџанак. Синко, дај ми ја Елмас таму, Елмас дај ми ја. Ман бе, земи тебе те бара. Молам, зете. Каде е Решата? Го видели и кај отиде? Ке седел под сенката на минарето. Што бараме тој во џамија? Од каде да знам јас зошто оди во џамија? Добро, нема потреба да бидеш безобраз. Ајде, во ред, ајде, закори. Ајде, дојдеме во џамија. Коптагел, сакај ме. Љубовта нека биде како куќе пред тебе, Елмас. Опушти се сега. Тато доаѓа. Кај се бе? Не се овде, таму кај водопадот. Господе Боже, од памет ме извадите, еј. А вие што правите вака прегрнати, а? Ние. Нема. Коптагел многу добро масира. Од напнатост ме фати главоболка и Коптагел многу убаво прави бали масажа. Сега ми правеше мене. Ајде, Тетино, да продолжиме со масажата. Да, масажат. Чекай. Полека, Тетино, те молам, полека. Добро. Малку полека, Тетино, малку, да. Чекај малку. Илгюн. Ајде, дојди. Што е? Сите отидоа? Да. А ти зошто се криеш? Како зошто се кријам? А да не фатеше татко ми насамо? Каква врска има? Нели ни дозволи да прошетаме? Двајцата се известени. Навистина да. Но, не знам, наеднаш така, многу се возбудив. Боже, неколку пати татко ми ме фатил насамо со никој. Колку пати? Никогаш. Ајде. Слушај, ваму. Јас досега не сум направила ниту една грешка. И мене не ми треба никој со кој би ги бришала грешките. Добро, смири се. Зошто си напната? Добро е, помина. Не, уште не помина. Доне, ја прат, дојдете ваму. Дојдете. Од каде излегува овие? Од пештерата, дојдете, ајде. Што правевте вие таму? Ние дома видовме дух и дојдовме овде да се сокриеме. Каков дух? Ја знаеш нашата старица? Баба ми. Ние треба веднаш од кај вас да ја земеме тепсијата на старицата. Што зборуваат овие? Ајде, остави ги. Кој знае што видели, вела дека бил дух. Нема.
Мора веднаш да ја земеме тепсијата. Престанете со таа типсија и со таа старица. Девојки, сега кажете ми отворено. Додека бевме овде, дали го слушнавте нашиот разговор со Фирит? Го слушнавме, да. Го слушавме, ама не го дослушавме до крај, бидејќи од звукот на водата ништо не се слушаше. Дури од тој звук мене ми се оди по нужда. Трчај, ма да, до сега ќе си спомочам. Бога ми и јас. Трчај. Одете, девојки, бидете внимателни. Ох, леле. Добро што ништо не слушнале. Да слушна нешто, на сите ќе ми раскаже, а тогаш сите ќе разбереа дека сум била во Истанбул без дозвола на татко ми и тогаш се ќе беше готово со мене. Тогаш ти ќе беше првата девојка која излегла од селото за едно момче. Не ме гледај накриво. Така е. Не можам да издржам, значи пак ќе му вртам. Звони, земи го, остави го на нога. Ајде да одиме веќе. Не сум спокојна тука. Зошто? Девојките ништо не слушнале, смири се. Не е заради тоа. За друго не сум спокојна тука. Зашто? Не се јавуваш на телефонот и повторно ти звони. Нека звони, зошто си загрижена? Што ти е гајле тебе? Зборуве веќе со таа Бенгису. Изгледа девојката не е во добра состојба. Ова безпрестан звони. Молам Бенгису, што е? Се случило нешто? А од кај знаеш? Постојано се јавуваш. Што се случи? Што да биде бе, Ферит? Додека те чекав, хеликоптер падна врз мене. Што? Да, и потоа паднав од тераса. Добра си сега? Некако. Ногата ми е како кошаркар, огромна, црна. Смири се сега и раскажи ми детално. Еве ти кажа во детали. Почни од хеликоптерот. Остави го хеликоптерот. Кај си? Дали тргнавте на пат? Не тргнавме, уште сме во село. Во селото сте? Џунет во селото биле и уште не тргнале. До тебе е Џунет? Да. А би сакала ти да си до мене, ама како и да е. Кажи му на Џунет дека имаме проблеми со продажбата, ќе останеме уште еден ден. Не завршивме. Во ред ќе му кажам. А кажи ми кога се враќате? Утре ќе тргнеме на пат. Во ред. Многу те бакнувам. Во ред, Бенгису, се гледаме. Не доаѓаат. Ајде бе, а кога доаѓаат? Што рече? Утре. Утре доаѓаат. Ти зошто се разочара? Не, онака, ништо. Абе, камо ногата да не ми беше како кошаркар. Тогаш јас ќе отиде во тоа село. Како и да е, утре ќе се вратат, ете. А дали да викнеме брза помош за мене? Зошто? Да ме земе и да ме однесе во некоја болница, аман. Не бе, ништо не ти, ете ти помина, готово, мразот те излечи, не гледаш? Ајде, мрдни ги прстите малку. Не ти еде на другата нога. Ама таа ме боли, затоа оваа ја мрдам. Во ред, како и да ја остави. Никаде немој да одиш и остани овде. Да не останам сам. Ќе нарачаш нешто за јадење од интернет, заедно ќе јадеме. Јас ќе средам куќата и така ќе помине времето. Добро, ајде. Добро. Стигнавме. Ајде. Побрзо, ајде. Добро бе, еве, брзаме. Ајде. Па, браќа мои убави,
сега не чека на големата белја. Каква белја бе, еве стигнавме здрави живи. Абе, што ќе правиме со ова? Клучот. Добро. Треба да го вратиме на истото место. Тоа е лесно бе. Девојките од страф избегаа од дома. Куќата е празна. Ако се вратиле? Ако се вратиле, тројцата од нас ќе зборуваат со девојките, а едниот ќе го врати клучот на место, тоа не е проблем бе. Тоа е лесна работа. Ајде одиме. Добро кажај. Пак е отворено. Слушај, мамо. Земи го ова. Влезете внатре, а јас ке чувам стража. За секој случај, нели? Ако не, девојките може да најде некој од комшиите. Нели е така бе? Добро бе, голем, добро. Ајде. 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 Ајде, попуснете. Ај, девојките доаѓаат. Девојките доаѓаат. Кој доаѓа? Абе реков, девојките доаѓаат. Беги. Побрзо, ајде. Ајде. Ајде, ма влези. Ајде, влези внатре. Не, дадо, јас не можам. Нема да влезам внатре. Да бидам искрена, и јас не можам да влезам. Скокај. Што е ова бе? Ајде бе, ајде. Ајде бе. Ти ме држите ли? Чекај малку. Чекај. Ајде. Опа. Дали да го чекаме, бато? Да го чекаме? Точно кажа. Да го чекаме, бато. Ајде, затвори ја вратата. Затвори ја вратата и дојди. Јас од тука не можам да скокнам. Скокај веќе те фатиме. Абе, јас сум многу куз, како да скокнам бе, како? Абе, само фрли се, ајде. Како бе, зошто да се фрлам бе? Ајде бе, ајде. Ајде бе, дојди, ајде. Вие ги правите И да овие паднеш, бабка, не ништо нема да работи ти после биде. јас. Ајде бе, скокај, ајде. Абе, кој не нормален ми ја држи ногата? Ајде, не. Ајде бе, ајде. Ајде. Зимни се, полека. Полека. Ајде. Опа! Ајде. Побрзо бе, стана. пекај. Ајде. Елмас, знаеш ли што? Ти, Елмас ли ја викаш тетка ти? Ај, ова дете е многу интересно. Понекогаш ме вика Елмас само за да ме изнервира. Молам, тетино. Добро бе, тето, не се нервирај, нема да те викам по име. Сакам да ти кажам нешто многу смешно. Знаеш дека во ова село нема минибус? Како така? Тоа изгледа единственото село во државата во кое нема минибус. И моја среќа јас да дојдам овде. Каква среќа, а? Зошто толку те интересира тој минибус, а? А тебе зошто толку те интересира, Господе Боже? А вас зошто не ви интересира што немате минибус, бе, а? Што знам? Јас работам како дополнителна работа. Ова е поврзано со мојата дополнителна работа и затоа ме интересира. Знаете ли јас што работам, со што се занимавам, а? Па човек ќе праша што работаме, срамота е ова. Зошто ништо не прашувате? Не разбирам, Господе Боже. Молчите, молам. Да, ќе те прашавме, ама загрижени сме за Дада. Така е бе, види колку е часот. Искрено, јас многу се загрижив. Ќе одам по нив да ги побарам. Седи тука. Абе, тето, ферите заедно со девојката. Како оган со барут, разбираш ли? Затоа ова е село, ќе ни се отвори голема белја. Одам да проверам. Добриот човек се појавува само на збор, Копта гел. Зборувам за Ферит. Ферит, што е бе? Татковците се вратиле. Да. А зошто се вратиле? Нели требаше да бидат во катастар? Не завршиле работа, изгледа нешто се случило. Значи, не можеме веднаш да си одиме. Бога ми, мене ми одговара. Би сакал да останам овде. Мене ме чека еден куп работа во Истанбул. Викенд е, навистина има многу работа, значи. Зборувај со татко ти. Ајде веќе да си одиме. Треба да готвам вечера.
Кај си, Муезин ефенди? Ме викаш, ем те чекам цел саат. Па јави ми се да ја пиев чај онаму, што не ми се јави, ќе ме најдеш. Добро, што се случи? Што може, лагата ти ја открија. Фикри побара 1 милион од Дузѓун и кога Дузѓун му рече дека си побарал 250.000 од Решат, двајцата открија дека ги имаш изиграно, ќе барат отчет од тебе да знаеш. Види го ти Дузѓун, колку чуден човек бил. Зашто му го кажал тоа што сум го кажал јас нему? Морам на некој начин да се извлечам од ова. Тешко да се извлечеш, еве ги доаѓаат. Гледај позади. Откај се дека сум овде? Муезин ефенди, мене ми треба малку време. Да седнам и да размислам малку, инаку овие ќе ми ја уништат харизмата. Ајде сега, ајде. Каде одите, а? Да влезам внатре. Не може, сега чистев, не ми отворајте работа, доста е, ајде. Што значи тоа, бе? Гостинска соба, оле, бе. Добар ден. Добар ден. Што е Муезин ефенди, што се случува? Ништо не се случува, имам ефенди. Како ништо не се случува, не пуштам внатре. Бог да чува, како така? Отвори и нека влезат. Бог да чува. Олека, чевлите. Собој ги. Оди пред мене. Аха. Еве го и Решат. Муезин ефенди, а како го пушти Решат? Бога ми, не знам кога влегол, не го видов. Добро е што не го заклучи внатре, инаку. А што ќе правите со Решат? Што ќе зборувате? Па имаме ние малку работа. Ќе го подпрашуваме малку, тој двајцата не излажа. Чекајте да заврши барем, не може без да заврши со клањање. Нели имаме... Секако дека не може, почекајте малку. Ќе чекаме. Назјун, кажи му Нерол да донесе дрва за шпоретот. Добро, да. Ајде. Ерол. Ерол. Господе Боже, Бог да чува и да брани. Ај, пак почнал однова. Навистина Бог да чува и да брани. Фала му на Бога, лесно се спасивме со колата. Како се извлековме, не ми се верува, Чекај малку. Добро, се спасивме со колата, ама не ги спасивме девојките од оние двајцата. Уште се со нив. Абе, браче, не те разбирам. Колку пати треба да ти кажам да не правиш стресни ситуации? Опушти се малку, бе, опушти се. Остави ја девојката, бе, мисли како ќе се спасиме од да емине. Да, Бога ми, ке не кара. 100 пати не се јавивме. И што мислите, што ќе ја каже мене да емине? Тоа не знам, ама ќе мора да смислиме нека многу добра причина. Што ќе кажеме, ај ке не текне нешто. Ајде да влеземе. Колената, леле, колената, кај се задржа овие деца? Колената! Ах, колената, доаѓајте вамо, бе! Абе, кај сте вие? Ме оставивте овде за никаде, срам да вие! Не прашувај, бабо, што не снајде. Што ве снајде, бе? Да не ви падна камен врз глава, а? Што ви реков јас? Под секакви околности, кај да сте, ќе се јавите на моите повици. Зошто не се јавувате, бе, вие? Абе, сега ако ти кажеме, нема да ни веруваш. Вие кажете што се случи, јас ќе одлучам дали да ви верувам или не. Ајде, кажувај. Не, бе, да не им кажуваме. Не, да не ви кажуваме. Кажете, бе. Не. Реков, кажете. Ние си седевме и наеднаш видовме дух. Леле! Што видовте, а?
Дух видовме, бе, дух. Вистински дух. Страшно беше, да емина. Каков дух, бе? Таков дух, таков. Дух, буквално. Слушај, Вабо Куси, ти кажи ни дали навистина видовте дух? Ајде кажи ми, како изгледаше тој дух? Наискрено да ти кажам, бабо, јас лично не го видов со своите очи. Верувај ми. Абе што ме гледате вие? Да не лажам, па не го видов. Боже, боже. Кусиот не го виде, само тој не го виде. Кусиот тогаш отиде по нужда, ние тројцата го видовме духот. И веднаш отидовме кај Куси, а телефонот го ставивме. Потоа се плашевме да се вратиме. Помина некое време, отидовме по телефонот и веднаш дојдовме овде. Слушате, вамо Исмаиловци, вие нешто матите, ама ќе видиме што ќе излезе на виделина, а? Не. Абе, учен! Повели, сестро! Дојди вамо, бе, малку! Добар ден. Добре дојде. Добро ве најдов. Добар ден. Сега, четворицава Исмаиловци имаат една мака. Овие виделе дух. Бог да чува, Бог да чува. Па така велат. Сега ти како имам, кажи нешто и овие да си дојдат при свест, погледни ги колку се бледи, бе, нека им помине. Кажи нешто. Веднаш одете во џамија, почнете да се клањате и се ќе помине. Да, најдобро така ќе направиме. Немојте без абдес да влезете во џамијата. Добро. Како ќе кажете? Да, оđа, готово. Бог да чува и да брани. Господе! Со лесно. Ви треба ли помош? Ни треба месо. Дали ќе заколиш кокошка? Се шегувам, бе. Земи ги овие модри патлиџани. Најпрво излупи ги како зебра, а потоа исечи ги на кругови. Ајде. Добро. Овој ќе биде добар домазер. Зашто се смеете? Долги години живеев сам. Сам си готвев јадење. Научив и многу специјалитети. И уште колку дена ќе останеш овде? Не знам. Дај Боже долго да останете и да ни помогнеш во готвењето. Колку ниска е куќава, бе, значи, Чекај да видам дали Позволуваш, крвариш. крв ли има? Не, нема ништо, добро е. Не, неколку дена сме овде и не се знае уште колку ќе трае работа. Што ќе биде со мојата работа, Елмес? Никој не мисли на тоа, бе. Сигурно сега вриот луѓе пред минибусот сите ме чекаат, ама јас сум овде заглаве, Добро, душо, одмори малку и ти. Добро. Ама, Елмас, те молам, како да одмараме? Ја знаеш ситуацијата, ајде немој те молам. Замисли дека сме на одмор или што знам. Замисли дека сме на некој меден месец. Наш меден месец. Немој така. Кадрава коса моја. Замисли дека си на меден месец, ој, душичка. Ако замислам дека сум на меден месец, ќе треба да има и други активности. Ако де? Немој сега да ме полудуваше. Ај, добро. Каков меден месец, јас сум греота. Спиеме во иста соба со баџанакот. Абе не ми е јасно како спие тој човек со отворена уста. Абе ти не знаеш, тој знаеш како рчи. Освен тоа има и проблем со гасови. Жими се елка да има покрај него, абе сите боцки ќе ја паднат од тој мирис. Умре, готов сум. Абе не ми се смее, Елмас, ова не може вака. Ќе одам да зборувам со баџанакот на оваа тема. Зборувај. Мора да го стредам. Добро. Жими се, ајде, сега ќе одам да зборувам. Да, ајде оди, зборувај. Абе, дај кренете го малку повере, главата си ја искршив. Ај. Добар со рамо да го удрам. И не се смее, не кажува на никој, слушна ли? Како да не кажам, ова се гледа во сред соба. Денес на сите им текнало да се клањаат, гледаш? Вие уште ќе чекате овде? Да не ти пречиме тебе, а? Не заради тоа туку. Поради овој не ја завршиме работата со нивите, ќе ни плати за тоа. Сега е викенд, залудно останатме овде толку време. Абе, уште колку мислите се моли? Од каде да знам? Помеѓу Господ и него си е тоа, не знам јас тоа. Леле, сега ми текна, бе. Нели овој решат ми кажа, сигурно за тоа клања сега ми кажа. Што кажа, бе? Абе имал некоја работа, рече, ако биде вели цела ноќ ќе клањам и значи завршил работа. Цела ноќ?
Ако бе, ќе чекаме до утре. Мора да заврши со клањањето веќе, да видиме што ќе каже тогаш. Много ме интересира да чујам. Господ да ви ги услиши молитвите. И благодарам. Амин. Заврши пе сега. Господ да ги услиши молитвите. Благодарам. Господа ни ги услиши молитвите. Ага, опушти се, ке си одат, те не си одат. И сам слушна. Што да правиме, бе, Ага? Смири се малку. Што правите, бе, инфлација од Исмаиловци? Добра, ти што правиш? Маџер, кошулава ти е фантастична. Да ти ја шитнам? Остави го тоа сега. Ферит што прави? Ова, Ферит го нема. Тој е заедно со Илгјун. Се шетаат, а Јерол не е дома да ги наблюдува. И со да ти кажам, ти добар човек си. Ајде, јас бегам да се измијам. Ајде. И со, ти имаш душа како памук, Ајде, јас одам да се измијам, ајде. Оди. Знам што ќе правам. Ајде, одиме. Коде, бе? Дојдете, дојдете. Како сте, бе? Ви помина малку стравата, а? Кажи. Помина, да мине. Ќе ти кажеме нешто многу важно. Секогаш имате нешто за кажување, ајде. Решат цела ноќ ќе се клањал во џамијата. Чичко Фикри и Чичко Дуздјун цела ноќ ќе го чувале за да не им избега. Ќе го испрашувале зошто ги изиграл. Добре де, ја што да правам? Како така не знаеш што да правиш? Велам, девојките се сами дома. Велам со синовите на Фикри, така да знаеш. Не може така, не може. Еј, ние тоа го велиме, бабо, не може. Велам, дали треба некој да биде до тие девојки, нели? Сега. Ајде, одете и донесете ја мојата 4-ножна носилка. Донесете ја и однесете ме кај девојките, ајде. Веднаш. Ајде, довидување. Овие се грижат за девојките. Господ да ги услиши молитвите. Благодарам, добре дојде, синко. Добро ве најдов, зашто чекате овде? Излезете надвор малку, седнете. Чекаме да заврши овој со клањањето. После ќе зборуваме со него. Јас дојдов да зборувам со тебе, татко. Се прошетавте ли, нели, синко? А внимаваше ли на Илјун и останатите девојки, а? Се разбира, нема никаков проблем околу тоа. Сега се дома и готват вечера. Браво, бе, синко. Господ на сите да им даде баш таков син како тебе. Амин, амин. Ете, мене не ми даде, што да правам? А многу се намачив, многу сакав, многу се трудев, ама ете, не ми даде. Не ми беше пишено да имам син. Ама може би имам јунак зет, како тебе што се вели. Дај Боже. Како велат старите, храбриот маж има храбар зет. Слушай, мамо, точно. Што сакаш да зборуваш ти со мене? Не може внатре во џамијата, тато. Треба да излеземе надвор за да разговараме. Дуздјун, ти остани овде. Јас ќе се вратам за кратко. Ајде, оди. Оди бе. Оди, синко. Со здраве.